Црквата Свети Ѓоргија во Курбиново над Преспанското езеро спаѓа во редот на оние споменици што сведочат за уметничката свест на своето време. Преспа влегува на големи врати во средновековната политичка и културна историја. Во крајот на 10 век, најмоćниот балкански суверен, цар Самуил, поглаварот на македонските словени, ја лоцира својата престолнина на Преспанското езеро и тука ја подига својата катедрална црква Свети Ахили, огромна базиликална граѓевина, денес во Урнатини. Подоцна, во власта на византиците, Преспа е под директна доминација на Охридската архиепископија и во катедралниот некогашен храм на Самуил, во Свети Ахили, Охридските архиепископи ги одржуваат своите големи синодни седници. Поглаварите на Охрид, како Теофилакт и неговите современици, ја држат Преспа како своја област на директна ингеренција и во крајот на 12 век, во условите на византиска доминација, тука, во 1191 година, еден од велможите или високодостојниците на овој регион ја посветува својата црква на Свети Ѓорги како светител, покровител на војниците од средниот век.
Свети Ѓоргије Палади на војската во средниот век, тој ги предводува велможите и бољарите на нивните победоносни походи. Упатувајќи се кон црквата, така неугледна на незиниот приот, ние внатре го очекуваме раскошниот монументален живопис на 12 век. Живописот од Курбиново, заедно со фреските од црквата во Нерезика и Скопје, ги осветлува основните патишта во животот на формите што под името на комнинскиот стил во византиската уметност станаа доминантни не само во југоисточна Европа, туку и на широкиот простор од Русија до Италија, влијајќи во исто време и врз развојот на романската уметност во Франција и во Германија. Фигурите во Курбиново се витки, издолжени, елегантни, неоптоварени со волумен. Нивното тело е подложено на вешта линеарна стилизација. Најзначајна улога во движењето на ликовите презема одеждата, чија обработка овде е доведена до кулминација. Во благовештението, ангелот што тргнал кон Марија е опфатен со игри на драперијата околу него, што се распаѓа во ситни дипли и се подигнува како да е носена од ветар. Таа ликовна карактеристика е уште поизразена во Христовото симнување во пеколот или во средбата меѓу Марија и Елисавета, каде што драперијата се извива во меандри и змиести форми. Таквите сликарски елементи се надворешен знак на внатрешната драмска содржина, на возбудата со која се опфатени главните актери на дејствието. Во тој поглед, најмногу драмски набој се постигнува во представата на Христовото вознесение, во која двете апостолски групи се наоѓаат во екстаза, понесени од појавата на нивниот учител, обкружен со божествена светлина. Двете композиции што се однесуваат на Христовиот земен крај, симнувањето од крстот и оплакувањето, ја покажуваат морфолошката и композиционата поврзаност со врвниот представник на комнинскиот стил, зографот од Свети Пантелеимон во Нерези. Представени се основните протагонисти на дејствието, врз истиот фон и во слична шема и движење. Но овој сликар, очигледно помошник на главниот курбиновски мајстор, го нема сензибилитетот на постариот мајстор од Нерези. Главниот курбиновски мајстор
автор на композициите во олтарскиот простор и дел од сцените во наосот, нема да подлегне на манирот од своето време. Неговите фигури, како што е огромниот лик на Свети Ѓорги и неговиот пандан Исус Христос до олтарската преграда, не се расчленети и покриени со линеарна мрежа на главата. Тие се пластични, волуминозни и во исто време проникнати со убавината на еден замислен, визионерски пресоздаден свет на водечкиот зограф. Тој идеал на комнинската убавина, да се постигне продуховеност на изразот преку бегство од класичните образци и хеленистичката инспирација, според мислењето на некои историчари на уметноста, е овоплотен на источниот зид од Курбиново и на некои композиции во наосот, дела на зографскиот протомајстор, кои супериорно владеат во своето време. Овој сликар, заедно со својот прв помошник, во долната зона ќе создаде една изворедна галерија портрети со чувство за индивидуализирање и третман на инкарнатот. Само во западниот дел на храмот, низ сцените на Успението, симнувањето на Светиот Дух и славењето на Христа, се чувствува послабата рака на помалку надарениот помошник, кој настојува да ги усвои формите на својот учител и да се прилагоди кон неговиот стил. Црквата Свети Ѓоргија од крајот на 12-тиот век, над брегот на Преспанското езеро, позната во науката и во широката јавност како Курбиново, доцна е откриена од историчарите на уметноста. Еден долг период се сметаше дека е тоа споменик на доцниот среден век, работен некаде после 16-тиот век. Дури подоцна, со нова валоризација, постана јасно дека станува збор за еден од најугледните споменици во доцниот 12 век, не само во Македонија, туку и во целата византиска уметност воопшто. Дури во средината на 12-тиот век доминираше линијата на класичниот хеленистички и помалу импресионистички начин на сликање, познат со репрезентот Свети Пантелеимон кај Нерези. Во крајот на 12-тиот век во македонската уметност и во пошироко во византискиот свет се случија клучни промени. Точно главен репрезент на доцниот комнински маниризам, каде што линијата ќе добие битно превосходство и ќе го потисне во заден план комнинскиот прелиминарен графицизам, доаѓа со црквата во Курбиново. Овој едноброден храм, надвор неугледен, сместен во пејсажот над брегот на езерото, се открива дури внатре, која ќе се открие и раскошната убавина на внатрешниот живопис. Тоа е мал ансамбл, со стоечки светители и со фриз на сцени од животот на Христос, како и сцени од Теофанијата посветени исто така на Христос. Во крајот на 12-тиот век, во еден широк простор, од Стара Ладога во централна Русија, до Аквилеја близу Венеција и Лагудера кај Кипар, комнинскиот графицизам изврши широка експанзија, но централниот простор, каде што се експонира во најзначајни споменици, тоа е југозападна Македонија, со спомениците пред се во Курбиново, Свети Врачи во Костур, дел од живописот на Свети Никола во Прилеп, а исто така со некои фрески во архиепископскиот град Охрид. Овој споменичен блок денес представува и основен фонд на споменици кои што даваат битна слика не само за сликарството во Македонија,
туку ја презентираат византиската уметност, стилот на Византија во крајот на 12 век. Познавањето на неколку значајни фигури од сликарскиот ансамбл веруваме дека повеќе ќе ни го приближат овој живопис и неговите внатрешни вредности. Во Курбиново е зачувана представата на Света Ана, што ја дои малата Марија, една од најстарите слики од овој вид во византискиот стил воопшто. Марија, цица од левата дојка, при што и помага мајка и Ана, додека детето се игра во нејзината преградка. Верно на апокривниот текст, Ана е насликана како средовечна жена со избраздено и уморно, но мајчински озарено лице. Слично е и со представата на Марија, што го држи пред себе малиот Христос во големата олтарска полукалота. Богородица е овде замислена и поставена фронтално, но затоа пак малиот Христос е насликан во расположение на безгрижна, дури палава игра врз нејзините колена, како да е насликан да ја илустрира замислата за очовечување на Бога. Доследен на барањето на жанровски елементи и обсервации од животот, мајсторот ги слика развеаните пелени на детето, додека мајка му ги смирува неговите движења, задржувајќи му ги нозете пред себе. Кога ги спомнавме овие два примера на нежност, изразување на чувство и мајчинство, дали треба да истакнеме дека во историјата на уметноста долго се мислеше оти овие смирувачки мотиви во Македонија пробиле од запад, од италијанската уметност во 14 век и дека наводно внесле живот во умртвената византиска уметност. Откривањето на курбиновските ликови од 12 век и на други сликарски комплекси од 11 век во Охрид со слични мотиви представува убедлив доказ за обратниот пат на оваа иконографија, тоест за пробивот на мотиви проникнати со хуманистички идеи од Балканот кон Запад. Прашањето на тематските иновации во Курбиново е поставено со откривањето на споменикот и истражувањата на новите иконографски форми внесени во споменикот се поставуваат како прашање на тоа дали се тие првпат поникнати во средината на Преспа или нивната генеза влече во тогавашните културни центри пред се на византиската престолнина Цариград. Тие тематски иновации се среќаваат како во евхаристичниот циклус на олтарскиот простор, така и во циклусот на Христовите страдања и западниот зид на црквата. Сигурно е дека не може да станува збор дека новите иконографски формули навоѓаат прв пат свое место во споменик во регионот на Преспа и дека нивната подготовка се подразбира во богословските кругови на Цариград. Меѓу средината на 11 век и средината на 12 век се водат ожесточени полемики во престолничното општество околу прашањата кои што навоѓаат своја примена во фрескосликарството на Курбиново. Затоа и е сосема разбирливо дека нам не достигаат спомениците кои што ја извршиле подготовката за појавата на одредени сцени во овој споменик. Меѓутоа, истото прашање е централно прашање и за валоризација на курбиновскиот живопис. Имено, погледите на историчарите на уметноста дека во овој споменик наидуваме на едно ретардирано, позно-комнинско, провинциско сликарство од една страна и од друга страна мислењата на многу истакнати истражувачи дека е тоа врвен, суптилен, извонредно квалитетен живопис дотогаш непознат во византиската уметност од крајот на 12 век, ја поставуваат и дилемата околу вредностите на фрескоживописот. Независно од тоа како ќе се пријде кон прашањето на вреднување, ние можеме слободно да кажеме дека централниот
главен мајстор на сликарството, мајсторот кој што доминира пред се во олтарскиот простор и во деловите на наосот, е еден од најголемите творци на византискиот 12 век и еден од најголемите мајстори во византиската уметничка историја. Може би тој не бил формиран во византиска престолнина, во некој голем културен центар, но неговата лична вредност на голем уметник била доволно експонирана дури и во зидовите на една малу позната, како што често се кажува, и селска црква. Во Курбиново е откриена и најстарата представа на Христос како дете положено врз честната трпеза во дното на олтарот, меѓу вселенските отци што му се поклонуваат. Прв пат во историјата на уметноста на југоисточна Европа, црковните високодостојници во Курбиново ја напуштаат својата фронталност, а се сликаат во полупрофил и се поклонуваат на детето жртвено јагне, што го славеше црковната поезија. Меѓу композициите што не можеме да ги одгатнеме и покрај тоа што е во прашање споменик со антологиска вредност за уметноста од 12 век, спаѓа и кругот на Христовото вознесение насликано врз источниот зид на храмот. Именно во овој круг околу Христос, без каква идеја аналогија со други композиции од средновековниот живопис, е насликана разбранета вода со риби, маски на човечки глави во профил, едно волшебно животно со опашка на змија. Оваа богословски мощно сложена тема во старата и во поновата уметност не била повторена и илустрирана во сличен вид. Меѓу овие необични теми спаѓа и славењето на Бога на западниот зид од храмот. Овде Христос е представен како старец на престол, а околу него се главните ангелски сили, херувими, серафими и ангели што му се поклонуваат и го слават. Сличен мотив, се уште необјаснет, се наоѓа само во Палермо на Сицилија, речиси од истото време. Во олтарот меѓу фигурите на најистакнатите црковни отци се наоѓа и ликот на свети Ахилии и тоа се чини необично. Меѓутоа, на Преспанското езеро се наоѓаше второто жариште од култот на овој епископ на Лариса, учесник на првиот екуменски собор од 325 година во Никеја. Подоцна, во 986 година, кога цар Самуил ја зазел Лариса, тој ги пренесол неговите коски во својата престолнина, на Преспа, на еден остров кој оттогаш ќе го добие името Ахил. Нему цар Самуил му ја посвети својата монументална катедрална црква, подигната на овој остров. Затоа ликовите на овој Самуилов патрон се среќаваат почесто во црквите подигнати крај бреговите на југозападните македонски езера, па и во светилиштето на црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Мајсторите на овој живопис не беа цариградски или солунски зографи, дојдени во Преспа да декорираат една властелинска црква и потоа да се вратат во ликовните метрополи на царството. Дека тие биле со многу нишки сврзани за градовите на Македонија, покажува присуството на други нивни дела или одзиви на нивното создавање кон крајот на 12 век и подоцна. Тие се автори на поголем дел од живописот во црквата Свети Кузман и Дамјан во Костур. Нивната појава во овој на Преспа соседен град беше толку природна, кога се познати културно-историските и црковните врски меѓу Охрид, Костур, Девол и Преспа. Десетина години по завршувањето на Курбиновската декорација, еден мајстор со слични сваќања, можеби нивни ученик, ги наслика фреските во олтарот на црквата Свети Никола во Прилеп, а подоцна стилот на оваа работилница ќе се почувствува и во дел од фреските на Мариовската црква Свети Никола во селото Манастир,
украсена во 1271 година. Графицизмот и стилизацијата на облиците во Курбиново доведени се до крајни консеквенции. Деформирањето на ликовите ги следи истите појави. Точно тие му даваат обележје на овој споменик и на времето од крајот на 12 век. Но тоа значеше во византиската уметност и воопшто во уметноста на југоисточна Европа и посебно во Македонија, дека нови патишта во истражување на овие формални насоки не може да постојат. Затоа, завршувајќи едно поглавје од историјата на уметноста на овој простор со Курбиново, ќе настапи вакуумот кој што ќе доведе до најава на нов монументален стил, стилот од 13 век. Во расчекор меѓу спомениците со кои што се завршува Курбиново и оние што ќе наидат во 13 век, отпочнува епохата на монументалниот стил на новото време. Курбиновскиот мајстор им вдахнува на своите ликови нов живот со сплет на обсесивен цртеж и невообичаени колористички односи, што со многу храброст тој првпат ги воспоставувал. Маѓијата на една визија на светот, соопштена со пламен на необична авторска табла и по 800 години молчење излегува од питомиот брег на архаичната преспанска околина. Со долгото ликовно паметење, таа донесува уметничка возбуда и ја бара нашата праведна оценка за вредноста и местото што му припаѓа меѓу големите мајстори декоратери и меѓу фреските на класичниот среден век.